Мајко мила, каква трагедија. Тоа е првото нешто што ми падна на памет кога се разбудив во недела са бајле. Ни не можев одма да сватам што точно се случува. Забележав сериозен хаос на социјалниве мрежи, со оглед на тоа дека во саботата и јас самиот имав излезено. Очекував да спијам до покасно, меѓутоа станав на кај 10, што никош не се случило, кога сум во некои такви околности. Но се разбудив толку вознемирен, толку немоќен, толку гневен, што ни немав контрола над самиот себе, над емоциите кои во тој момент владеат со мене. Само сватив дека во тој момент треба да ги искористам сите ресурси со кои што располагам, за да им бидам од помош на оние на кои што тоа во тој момент им е потребно. Многу ми е тешко овој момент да составам било каква реченица. Цела недела имам грудка во грло, пробувам зборовите да ги пренесам на лист хартија, да напишам нешто, меѓутоа пиши избриши. Не можам да се составам. Ни со мислите, ни со емоциите, не знам што е паметно, не знам што е праведно, одвратно. Верувам дека цела земја така се чувствува. Не можам ни да ја замислам болката на оние луѓе кои изгубиле дете, брат, сестра, пријател. Кога прочитав свиреле ДНК, изгорела дискотека, загинале у тој момент 50 на луѓе, не беше дефинирана бројкава. Од памет се извадив. Прво што направив, го земав телефонот и се обидов да го добијам Филип, шеф на бендот на ДНК, сајзеристот Филип Стевановски. Тој е потекло од Куманово, мој долгогодишен соработник, колега. Однодамна беше поставен за директор на Дом на култура Ацо Шопов. Професор е на факултет, сине, сопруг е, татко е. Прво пробав него да го добијам, за да прашам што се случува. Запотоа и да му пишам порака, дали си добар. Меѓутоа, јасно ви е дека никогаш не добив повратен одговор. Во еден момент се случи апсолутна хистерија. Сите објавувавме по социјални мрежи, се бара Сара, се бара Андреј, се бара Буцо, за на крај да се испостави дека сите тие луѓе починале. Таа болка и тој гнев во тој момент се нешто што веројатно ќе ме следи цел живот. Верувам и сите вас. Не можев да претпоставам дека вака ќе заврши една ера. Не можам се уште да ја составам таа слика во глава, затоа што починаа многу луѓе кои што мене ми се исклучително драги. Починаа многу мои врсници, многу деца. И ова е стварно сериозна трагедија и ова е нешто што искрено посакувам и се надевам да ни послужи некако, да не научи на нешто, да ни ги отвори очите, да ни дојде паметот, ако е тоа возможно воопшто. Многу сум разочаран од системот, многу сум разочаран од луѓето, од правосудниот систем, од апсолутно сите. Не би сакал во овој момент да го изнесувам мојот став на темава, затоа што, ајде да речеме, истрагата е се уште во тек. Не знам каков исход тоа ќе има, па дали тоа дополнително и кај мене и кај сите нас ќе предизвика револт дополнителен. Првично, кога дознав за смртта на 59 починати, фокусот ми беше ставен на оние кои јас ги познавав, што нели е природно. Се до моментот додека не отидов во Штип на погреб и додека не сватив дека таму постои една мајка и еден татко кои во тој момент погребуваат 16 годишно дете. Кога јас го слушнав тој плач, кога јас го слушнав тој гнев, сватив дека немам право на ништо у тој момент. Сватив дека само треба да се повлечам и да молчам. И тој го правев изминативе 7 дена. Моите социјални мрежи ги користев само исклучиво во контекст на ситуацијава, со надеж дека можам некако да им помогнам на оние кои останаа живи. Ги премислив и Ана, и Панчо, и Горан, кои останаа живи од бендот. Можам да замислам со какви трауми тие ќе продолжат да живеат. Ана е добра, дома е, добра е. Во четвртокот отидов на погребот во Штип, каде што беа погребани Филип, Дамјан, Александар и Филип. Јас не знам дали некогаш и како воопшто ќе се опоравим од оваа ситуација. Не ми се верува дека сега треба да зборам уминато време за некои од тие луѓе. Вчера го пуштив последниот концерт на ДНК во Борис Трајковски, на кој што за жал не отидов. Месец дена претходно гостува на градскиот плоштад во Куманово и Панчо ми рече ќе ве чекам, дојдете со градоначалникот, имате карти, конопо и се. Меѓутоа се испостави дека имавме некоја манифестација овде и бевме спречени да го посетиме концертот. Да знаев дека е последен, сигурно ќе одложев све. Многу сум благодарен што имав прилика 2 години поред да ги ангажирам да настапуваат на градскиот плоштад во Куманово. Беа најлесни за соработка, најлесни за договор. Секогаш професионални, кога ќе видам дека во медиумите и на тие пресови што се случуваат, некој пробува да го извалка името
на ДНК, на некои членови од ДНК, дополнителен бес се јавува кај мене, затоа што ги познавам луѓето. Знам како работат, знам како функционираат и страшно е било кој да се користи со имиња на починати луѓе за да оправда некаква ситуација. Меѓутоа веќе реков, нема да навлегувам, нема да анализирам, нема да изнесувам мои ставови и мислења. Одлучив да седнам, да соберам сили и да го направам оваа видео, затоа што искрено непријатно ми е, непристојно ми е да објавам било што после тој мој камбек, а тоа да не биде видео посветено на оваа ситуација на жртвите, едноставно да им одадам почити на овој начин, за да останат да живеат, мора да продолжиме да ги споменуваме. Непристојно ми е да објавам било што друго без да објавам едно вакво видео. Не знам колку сум во состојба да снимам нешто друго, да се уклучам камера, да се движам, да снимам влог. Ниту ми се прави нешто што е од забавен карактер, ниту ми се пее, ниту ми се снима, ниту ми се патува, апсолутно ништо. Покрај сите црнила мора да нагласам една работа која што ќе ја категоризирам како нешто позитивно што се случи во целата ситуација, тоа е солидарност. Цела држава, цела диаспора се крена на нозе со најдобра намера да одаде почит и да помогне. Тоа не знам дали некогаш ни се случи. И не дај Боже да ни се случи повторно. Меѓутоа, на крајот од денот сватив дека и тие социјални мрежи имаат своја позитивна страна, дека и таа диаспора е многу голема, многу влијателна, многу гласна, дека ние како народ, иако сме мултиетничко општество, никој во овој момент не дискутираше за тоа кој е етнички албанец, кој е етнички македонец, кој турчин, апсолутно не беше важно. И тоа е нашата победа у ова време, невреме. Почувствував топлина од луѓе кои што ниту ги знам, ниту ги познавам, меѓутоа знам дека имале добра намера. Се собраа сериозни финансиски средства за помош. Во меѓувреме беше создадена и некаква веб страна, апликација на која што сите има можност на најлесен начин да донираат супорт Кочани, која се уште валидна и линкот истата ќе ви оставам во дескрипција долу. Па независно од тоа дали сте од Македонија или надвор од Македонија, во диаспората имате можност да донирате. Иако во меѓувреме се огласи министерот за надворешни работи и кажа дека владата ќе ги покрие сите трошоци за лекување, патување, сместување и така натаму. Меѓутоа верувам дека луѓето ни не знаат кај конкретно да се обрастат, па многу е важно у овој момент да имаат финансиски средства на сопствена сметка со кои што ќе располагаат и ќе можат достоинствено да го истераат тој пат, а потоа владата дали ќе им ги рефундира париве, не знам како тоа функционира. Меѓутоа дадовме напори да помогнеме на сите и тоа е многу важно. И тоа е за почит. И тоа е нешто што не сплоти. За жал, секогаш ваквите трагедии не сплотуваат. Меѓутоа овде има добри луѓе и тоа е нешто што на еве вака потежок начин го научив. Не знам што повеќе да кажам. Вчера го гледав концертот на ДНК, ја гледам Сара. Сара и Ана, тоа се бек вокали кои што јас од мали нозе ги гледав на телевизија. Они го следеа Тоше. Ги следеа апсолутно сите македонски изведувачи. Кога првпат ми се укажа прилика во далечната 2013 година да настапувам со биг бенд на македонската радио телевизија, тие две беа заедно со Јули, ако не се лажам, во тој момент пратечки вокали. Каква чест на мене ми беше да ги запознам. Каква жена беше Сара. Како вокал, каква енергија. Не може да си поверувам дека за неја во иднина треба да зборувам во минато време. Додека во изминатите 7 години еве работам во Фондацијата за култура и спорт, при секој настап на некој македонски изведувач кој настапува во живо, тие две доаѓаат како бек вокали. Секогаш сум го имал најквалитетниот муабет со нив. Се сеќавам пред 1-2 години, завршивме со тонска проба на плоштад, отидовме во пивница, на по едно пиво. Сара почна да ме убедува. Ти, дете, мора да почнеш да настапуваш. Грејота е таков талент да го ставиш под тепих. Најди бенд, собери сили и почни да пееш по клубови, по дискотеки, по кафичи. Иако јас тоа намеравав да го направам секако, кога Сара тоа ќе ти го каже. И Ана во тој момент. Бев онака супер расположен и дополнително хајпнат за тоа да го убрзам. И тоа се случуваше во ноември, а веќе од 1 декември почнав со живи настапи. И кога дента сватив дека Сара е една од починатите, не знам како да ви го објаснам тоа чувство. Изгоревме сите. Не знам што повеќе да кажам, имам еден куп анегдоти со повеќето од нив, со Филип, со Сара, со Андреј. Заврши една ера на македонската музичка сцена. Не знам дали се сеќавате и колку години сте имале, ја бев малечок, меѓутоа го чувствувам истата болка во желудник како кога загина Тоше. Се сеќавам на тој ден, на многу од работите во тоа време не се сеќавам, бев малечок. Меѓутоа се сеќавам на тој ден кога во училиште влезе
учителката и ни ја соопшти веста за тоа што бевме прва смена. Сите плачевме како избезумени, не можевме да ја процесуираме таа информација. Цел еден ден не пуштија, се прогласи ден на жалост. На сите радија, телевизии се емитуваа негови песни. И сега ја слушам ако утре ме нема и поистоветувам со Игри без граници. Толку е болно тоа и многу е важно да ги споменуваме. Ова е една од причините и зошто го снимам оваа видео. Тука некаде и би се скратил, нема потреба да филозофирам, комплицирам, елаборирам. Кон крајот на оваа видео би сакал со минута молк да им одадам почит, ако тоа има било каква смисла на една платформа каква што е YouTube. Меѓутоа 60 секунди во нивно име. Почивајте во мир.